Во новата 2026 година, сите основни училишта од Кочани ќе влезат без долгови за вода и комунални услуги, потврди градоначалникот Владко Грозданов. Ние како општина, основните училишта и Министерството за образование и наука смогнавме сили и направивме една ситуација која досега не е видена на ниво на Кочанска општина, а тоа е дека основните училишта од 1.1.2026 стартуваат со нула долг кон комуналното јавно претпријатие Водовод, а во 2026 ќе ги решиме проблемите и со средните училишта. Како училиштата стигнаа до овие големи долгови? Управен одбор и службите во комуналното јавно претпријатие Водовод има донесена одлука да ѓубравината која се наплатува во основните училишта се наплатува по квадратен метар корисна површина како на самата зграда која го има училиштето, така и на дворното место. Тоа е едниот момент каде во тој момент долговите се подигнати енормно, кога станува збор за ѓубрарината. Вториот долг е натрупан исто така од пред 2-3 години на училиштата кои се греат со геотермалната вода. Регулаторна комисија, која не сме ние дали во таа надлежност, има донесена одлука за зголемување на цената на водата и цената на водата е 3 пати повеќе зголемена со зборуваме за геотермалната вода и сите тие долгови се натрупани неколку години. Кочанските училишта се веројатно единствени со вака натрупани долгови кон јавното претпријатие, бидејќи досега толку експониран проблем за неплатени долгови на училишта кон јавни претпријатија немало.